Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Во Евангелието според Јован 10 глава 28 стих е запишано: И јас им давам живот вечен, и тие нема никогаш да загинат, и никој не може да ги грабне од мојата рака. Тоа се зборовите на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Јас им давам живот вечен. Исус го дава вечниот живот. И јас. Тоа е вечниот Бог кој нема ниту почеток, ниту крај. Битие, суштество, кое е независно и нема да биде зависно од никого. Тој ја открива својата самобитност или своето вечно постоечко јас. Од него постои се и се соединува во него. Кога му се јави на Мојсей, му се објави со зборовите јас сум. Во оригиналниот текст има само еден збор – сум. Тоа значи вечно постоечки Бог. Бог не може да се спореди со никого. Неговата самобитност е концепирана во три совршени личности – Бог Татко, Бог Син и Бог Свети Дух. Сите три личности се еден совршен и неделив Бог. Дали се обидуваш тоа да го сватиш, да го разбереш? Немој. Бог е Дух. Тоа што е откриено им припаѓа на неговите синови, а скриеното му припаѓа на Бог. Но неговата објава јас е потврда дека тој е еден Бог во три личности, кои се вклучени во самиот спасителски чин. Јас, вечниот, се е зависно од него. Тој јас е дарежлив Бог. Исус им дава. Неговата дарежливост не е само кон одредени созданија, туку таа е универзална. Сите негови созданија се зависни од дарежливоста на Бог. Бог не може по природа да не дава. Тој го дава се она што му е потребно на своето создание. Библијата нагласува: ако го повлече својот дух, се ќе исчезне. Тој ни дава живот, здив, движење, разум, сила, храна и се, без кој не можеме да живееме. Во конкретниот случај Бог ни дава живот вечен, кој не може да го земе никој и никогаш. И јас им давам живот вечен. Тој дава живот без почеток и без крај, вечен. Можеш ли да си ја замислиш вечноста? И можеш ли да ја ограничиш? Вечноста е крај без почеток и почеток без крај. Има ли нешто поголемо, потрајно од вечноста? Исус го дава животот на оние кои веруваат во неговото име, Исус. Тој живот не зависи од нашите дела. Вечниот живот е Божи дар што не го заслужуваме со ни едно дело. Ако ги прашаш луѓето сакаат ли да живеат вечно, тие потврдно ќе одговорат да. А ако им кажеш дека вечниот живот го дава Исус, ќе речат не, или ќе бараат некаков изговор како да се подалеку од него. Но само Исус го дава вечниот живот. Не можеш да го добиеш од само себе. Треба да поверуваш во него и вечноста ја имаш и сега, и во иднина, и секогаш. Зарем не те радува тоа? Тој живот е загарантиран од Исус. Потоа вели во самиот стих: и тие нема никогаш да загинат. Никогаш нема да загинат. Божите деца се запечатени со Светиот Дух за денот на откупот. Прекрасно, зарем не? Кога си поверувал, Бог те запечатил да бидеш негова својина и негова драгоценост. Позицијата и статусот што ги имаш како Божјо дете се вечни и сигурни. Никој не може тоа да го промени или да ти го земе. Ти некогаш си бил темнина, а сега си Божјо дете, дете на светлината. Имаш нова природа со небесни закони. Апостол Павле вели: кој е во Христос, тоа е ново создание. Старото помина, ете се стана ново. Тоа што си го сакал некогаш, сега го мразиш, а тоа што си го мразел, сега го сакаш. Некогаш не си сакал да читаш Библија, сега не можеш без неа.
Некогаш не си ги сакал христијаните, а сега сакаш да бидеш во нивно друштво и да ги споделуваш твоите искуства. Таа промена и тој нов положај се сигурни и вечни, зашто е напишано: никогаш нема да загинат. Во тоа лежи христијанската сигурност и надеж. Ако се зависеше од нас, ние брго би го напуштиле Бог и би живееле според нашите желби и страсти. Но, откако Бог ни даде нова природа, ние нема никогаш да загинеме и да отидеме во пеколот. Потоа, во стихот се нагласува: и никој не може да ги грабне. Никој не е во состојба да не оттргне од Божјата љубов во Исус Христос нашиот Господ. Апостол Павле за ова многу убаво напишал и вели: и така, што да кажеме на ова? Ако е Бог со нас, кој ќе биде против нас? Оној кој не го поштеди ни својот син, туку го предаде за сите нас, како не ќе ни подари се друго заедно со него? Кој ќе ги обвини Божите избраници? Бог ли, кој ги оправдува? Кој може да ги осуди? Исус Христос ли, кој умре, а и воскресна од мртвите, и кој е од десно на Бог и посредува за нас? Кој ќе не одвои од Христовата љубов? Дали неволја или страдање, прогонство или глад, беда или нож, како што е запишано: поради тебе не убиваат секој ден, не сметаат како овци за колење. Но, напротив, во се ова ние сме повеќе од победници, преку оној кој не засака. И убеден сум дека ниту смртта, ниту животот, ни ангелите, ниту властите, ни сегашнината, ниту иднината, ниту силите, височината, ниту длабочината, ниту било кое друго создание ќе може да не одвои од Божјата љубов во Исус Христос нашиот Господ. Оваа сигурност што Павле ја изразува со овие зборови не е некоја замислена или некоја фантазија, туку е реална и потврдена преку личноста и силата на Светиот Дух. Светиот Дух заедно со нашиот дух сведочат дека ние сме Божји деца. Божите деца се сигурни сега, во иднина и вечно. Тие се наоѓаат во Божите сигурни раце, зашто вели: од мојата рака никој не може да ги грабне. Мојата, тоа е Божјата Исусовата рака. Исусовата рака е силата и власта што ја има над своите деца, над своите созданија. Таа рака е сигурна кога сме фатени за неја. Бог во Стариот Завет му велеше на Израел дека го носи на својата дланка. Исус ја носи својата црква на дланка. Вратите на адот нема да ја надвладеат и затоа ја имаме сигурноста. Исусовата рака ја води црквата од самиот почеток. Никој не загина, освен синот на загинувањето, за да се исполни писмото. Кога ги имаме овие сигурни ветувања, христијаните треба да се радосни секогаш, задоволни од статусот и привилегијата што им се дадени преку Господ Исус Христос. И на самиот крај, јас, тој е вечен Бог, вечно постоечки, спасител, откупител, љубов, правда, светост, битие, кое постои од вечноста и во вечноста. Давам, тој е дарежлив Бог, ги одржува сите созданија и им дава се во изобилие. Без неговата дарежливост ништо нема да постои. Тој Бог дава живот вечен. Живот што нема крај за сите што веруваат. Вечна радост, вечен мир, вечно блаженство. Тие никогаш нема да загинат. Божите деца имаат нова природа. Седат заедно на Христовиот престол и се Божја собственост сега и вечно. Никој не може да ги грабне. Ниту земна, ниту небесна сила не може да ги одвои од Божјата љубов која е всадена во неговите ученици, во Христовите следбеници. Мојата рака, Христовата рака, таа е сигурна, цврста, Божја и има неограничена сила и власт да ги задржи сите оние кои се фатиле за неа. Затоа, почитуван слушателу, Исус те вика. Тој ти ја дава сигурноста и сака да ти ја даде.
Тој сака да бидеш во заедница со него. Сака да те спаси, тој ги бара изгубените, дојде за грешните и болните, сака да ти го прости гревот, да живееш вечно, сака да те направи среќен, ти нуди решение од смртта, те води во овој живот, сака да те благослови и ти го посакува најдоброто. Дали на сите овие добрини што ти ги нуди Исус ќе кажеш не, не ми требат овие работи? Ако одлучиш така, немој да го обвинуваш Исус кој ќе те суди на судниот ден. Господ нека ве благослови. Амин.